А ние продолжуваме понатаму со, како и секогаш, одлични теми и одлични гости. Овој пат ќе имаме една кампања, односно ќе објасниме една кампања која што се нарекува Патот до многу петки и тоа е проект на Фарма С. Во суштина станува збор за едукација на предшколските дечиња, односно на големите групи во градинките, во насока на тоа како полесно и подобро да учат кога ќе тргнат на училиште и како да постигнат поголем успех. Меѓутоа, за сето ова ќе зборуваме, се разбира, со нашата денешна гостинка, фармацевт, така? Станува збор за Цветанка Трпеновска, дипломиран фармацевт. Како витаминот D и омега-3 се корисни за подобра меморија, за подобра концентрација и за подобар имунитет. Така? Да. Добре ни дојдовте, Цветанка, во нашата студија. За каков конкретно проект станува збор, односно за каква кампања и која е целта на кампањата? Така, значи кампањата траеше минатава година од септември до декември. Кампања, проектот се викаше Патот до многу петки и оваа кампања вклучуваше едукација, кој што испомнавте, на децата во градинките, односно во оние градинки каде што имаме предшколски групи, со цел едукација за тоа како да имаат подобра меморија, концентрација и нели имунитетот е тука вклучен. Сега, кампањата се одвиваше, односно посетата во градинките, се одвиваше така што прво имавме комуникација со дечињата, ги прашувавме некои основни термини дали им се познати, например што е тоа имунитет, што е тоа концентрација, меморија. Знаеа ли? Се снаоѓаа ли? Па знаеа. Интересно беше тоа што кога ги прашувавме што е тоа меморија, прв одговор што сите дечиња го дадоа, тоа игра. Да, така што меморијата не ја поврзуваа со памтењето. Да, така што тоа беше нешто што ми остана накаво сеќавање и дека треба нели да се поработи со деца, можеби им се познати некои работи, но не ги врзуваат, како да кажам. После оваа комуникација, односно прашањава беа поврзани со витамин D, односно дали знаат што представува витамин D, како се создава витамин D. Целта на комуникацијава беше да ги поврзиме овие термини: имунитет, концентрација и меморија со омега-3 и со витамин D3. Да. Така. Многу често кога зборуваме за витамините, особено за витамин D и омега-3, секогаш некако ни се поврзани со дечињата, односно оние деца кои што се во раст и развој, бидејќи нив им е потребно и за коските, нели и за еве како што кажувате и за меморија и за имунитет и така натаму. Имате ли некакви информации колку навистина се користат во оние вистински мерки во кои што треба, колку дечињата ги примаат во тие количини кои што треба да ги примаат, или сепак се уште сме на некој незавидно ниво во однос на информираноста? Зборувам и за од родителска гледна точка. Така. Значи, потребата за витамин D почнува уште кога детето се наоѓа во утробата на мајката. Значи, бремените жени треба задолжително да примаат витамин D. Таа суплементација продолжува и кога нели бебето ќе се роди. Стега по новите препораки до 3 години задолжителна е суплементацијата на витамин D3. Збориме за 400 интернационални единици. И сега, постои некои податоци дека и помалите и возрастните сме дефицитарни на витамин D3. Да. Така што тука би спомнала многу фактори дека влијаат врз синтезата. Тоа нели хормон кој се создава под дејство на сончевата светлина, односно под дејство на УВ зраците. Во епидермисот од прекурсорот 7-дехидрохолестерол се создава витамин D3. И сега, како што реков, многу причини, односно многу фактори влијаат на неговото создавање. Например, кај постарите луѓе имаат многу помала концентрација на прекурсорот. Кај нив им треба подолга изложеност на сонце или нели дополнителна суплементација да се земе. Потоа оние, да кажам, индивидуи кои што имаат потемен тен на кожата треба многу подолго да бидат на сонце, затоа што кај нив она вистинска количина практично на сончева енергија да се прима. Да, намалено. Зборам за 15 до 30 минути, 2 пати неделно, излегување на сонце со нели изложени раце и нозе и без заштитен фактор. Тоа е важно, затоа што и кремата со заштитен фактор ги блокира тие УВ зраци кои што го создаваат витамин D3 и нели ја намалуваат сушност синтезата на самиот витамин. Така, претпоставувам со оглед на тоа дека зимските месеци и есенските месеци се со помалку сонце, дека и во тие месеци се попотребни овие витамини. Да, секако. Што кажав, и кај возрастните, но првично тука на удар се децата.
кај децата и нервниот систем се уште се развива, а имунитетот до 4-та година се гради кај децата, затоа и тие се поподложни на вирусни инфекции во овој зимски период. Така. И не е лошо, дури препорачливо да им се даде нешто како поддршка на имуниот систем да се подигне, да се појачи имунитетот. Да. Зборуваме дека и витаминот D3 и омега 3 масните киселини во суштина ја зголемуваат концентрацијата и меморијата. Може ли да некако да направиме дистинкција помеѓу тоа што е концентрација, што е меморија? Да. Па мисловни процеси. Сега, како што во комуникација со дечињата зборавме, поголема концентрација, поголема меморија води кон поголем успех конкретно за темава за повеќе петки. Постојат студии кои што покажуваат дека баш оваа комбинација на витамин D3 и омега има влијание врз брзина на мислата, моќта на концентрацијата, мисловните вештини и исто така ја зголемува меморијата кај оние деца кои што имаат слабо памтење. Да, секако тука да не го заборавиме и имунитетот, значи меморија, концентрација и имунитет. Сега, омега 3, D3, Се извинувам, тоа е еден препарат во едно или тоа е одделно се еден примаат препарат. како D3 и Тоа омега? е еден препарат и тоа е добро затоа добро, што така. да, оваа комбинација е многу добра, како што реков за вие три меморија, концентрација и имунитет. Имаме и подкрепа една како би рекла да се појача и имуниот систем и нервниот систем имаме поддршка. Значи за меморија и концентрација, да. Овој препарат доаѓа во меки пастили со вкус на портокал, така што е пријатен вкус за децата, тие го доживаат како бомбончиња. Да, и тоа нели важно. Тоа е многу важно, бидејќи да. Бидејќи кога треба да им се дадат декапки или пак рибино масло или било што, обично нели е горчливо, мириса на риба, не е убаво, не е вкусно, меѓутоа убаво е што е направено да биде вкусно и да може да го примаат тоа без никаков проблем. Децата да го сакаат. Така е. Рековме дека може да го примаат и возрастните или овие пастили се строго за деца наменети? Овие пастили се генерално за деца наменети. Така. Сега сме слушнале многу за витаминот D. Знаеме дека во суштина се синтетизира во организмот и така натаму. Колку реално треба да се прими од овој витамин D или во случајот во комбинација со омега 3? Во текот на денот, дали е тоа една пастила, дали треба да се прима почесто или како? Да. Пака во однос на пастилите за дечиња доволно е една дневно. Да. Тоа значи доза за деца. Што се однесе до возрастните, тука се малку нели поголеми тие дози и нормално витамин D се користи во терапија и на остеопороза и друг разни нели болести кои се поврзани со негов дефицит и тука можам да кажам дека се дозите поголеми во зависност од индикацијата. Така. Цветанка, може ли да кажеме во кои домашни производи кои што ги имаме, можеме значи да најдеме нешто што би синтетизирало витамин D? Јас знам дека рибата е главниот прехранбен продукт кој што може да не овозможи со тоа, па меѓу другото и со омега масни киселини. Во што друго може да се најде природно? Во млекото може да се најде, во јајцата, че може, но тоа се количини јадеме доволно, кои што тоа е всушност прашањето. Дали јадеме риба и овие да кажам намирници, дали се внесуваат во доволна количина за да ние имаме потребно ниво на масни киселини и на витамини. Да. Пак ќе кажам, Македонија е земја со македонската исхрана не се базира баш на риба и не сум сигурна дека секој семејство 2 пати неделно, кој што препораката од Светска здравствена организација, внесува риба. Так. И не знаеме всушност со таа количина на риба колку омега 3 внесуваме. Затоа и дечињата, а и возрастните, таму каде што гледаме дека не се храниме здраво, сепак живееме во едно брзо темпо на живот. Треба да се зголеми внесот на овие. Ајде сега вака убаво да разјасниме во суштина, како фармацевт да ни објасните зошто во суштина ни е толку потребен витаминот D и овие омега масни киселини. Така. Значи витамин D се синтезира нели од страна на сонцето, како што кажав, под дејство на УВ безраците. Тука би напоменала нешто што е многу важно, а тоа е аерозагадувањето. Са жал актуелна тема. Страшна тема. Да.
Да, морам да го спомнам ова затоа што е еден фактор во синтезата на витамин D. Има студии кои покажуваат дека тие дечиња, за дечиња всушност извршени испитувања, тие дечиња кои што живеат во области каде што има високо аерозагадување имаат дефицит на витамин D. Да, што се случува? За жал, така. Да, самиот воздух, загаденоста, не им дозволуваат на УВБ зраците да дојдат до површината на кожата, односно до епидермисот, каде што всушност се создава витамин D3. Да, така што може да кажам дека сите сме дефицитарни со витамин D3. И сега, тој дефицит си влечи нели други проблеми, односно има ризик од развој на невролошки заболувања, болести поврзани со кардиоваскуларниот систем и автоимуни заболувања како што е мултиплекс склероза. Да, во секој случај значи, потребен е недостаток на овие витамини. Потребен е витамин D3 доколку може да се внесе нели со храна, но колку што ми ја запознаена, витамин D се додава во некои намирници продукти во значи што нели особено во ги... детската исхрана, многу често на оние лейблс како ги викаат, значи пишува на амбалажата се пишува дека е плюс има и D витамини или А, Б, С, не е важно. Така, кои витамини се мислам внесе. дека не сум сигурна дека тоа се случува и кај нели ние возрастните пак. Во тие продукти мислам дека сепак не е доволно за витамин D. Значи која е вашата препорака? Моја препорака е кога има сонце, во оние сончеви денови, да се излегува. Излегувате надвор. Да. Шетајте без крема за сончење. Тоа е многу битно затоа што 90% се блокираат сончевите зраци. Иако сме надвор, не се создава витамин D3. Да. Доколку нема тие што имаат индикација, тука се и жените засегнати над 40 години, односно ќе влезат во менопауза. Исто и тие имаме ризик од остеопороза и мора се внесува некоја количина на витамин D3. Како планирате да го финиширате проектот со оглед на тоа дека е започнат од кога? Проектот траеше од септември до декември 2017 година. Добро. Да. Опфативме 10 градинки на територијата на Скопје и помина доста добро, супер според мене поентата, значи првата замисла беше, кој што кажавме, да се информираат дечињата, што е тоа витамин D3, што е тоа омега 3, каде ја има омега 3 всушност, зошто се добри овие масни киселини. Некои взимаат рибино масло, не знаат зашто. Така што ова беше убав начин да им се објасни нешто. Имавме и сликички, им ги редевме на табла, така што... Сметате ли дека е успешен проектот? Во смисол, сметате ли дека допревте таму каде што треба? И на крајот на криштата можеби и учителите и наставниците се оние кои што треба да го слушнат тоа за да можат и понатаму да го имплементираат на дечињата. Јасно, да. Според мене е успешно затоа што и дечињата понатака и индиректно влијаеме нели на родителите. Тие кажуваат што учеле во текот на денот. Им остававме и боенчиња, значи поклончење има со кое што имаше здрава храна, витамин D, омега 3 и сметам дека тоа е нели дојдено таму каде што тие треба да го слушнат, односно родителите. Дали овие препарати може да се најдат во сите аптеки? Може, да. Добро, значи се бара комбинација на D3 со омега 3. Да. Одлично. Добро, некако како за крај да го привршиме разговорот е дека пред се посакувам на вистина да сите дечиња ни се здрави и живи и да се разбира го користат, да ги користат овие витамини, да имаме некаква корист од сите овие проекти и кампањи кои што и како влијаат на здравието на нашите деца, на нашето потомство. Да. Оваа кампања упфати како што кажав 10 градинки во Скопје, се надам дека планирате можеби надвор да излезете од Скопје низ Македонија? Тоа сакав да спомнам, се надевам во некој нов проект да кажам, можеби и се надам дека ќе имаме можност да нели ги обучиме едноставно една едукација и на децата и нели индиректно и на родителите. Одлично. Да. Танка, благодарам што бевте дел утринска на Тилма. Чувајте си го вашето здравје, чувајте го здравјето на вашите најмили, секако ќе ни треба, особено како што споминавме во ова загадено и лошо подрачје во кое што живееме, а вие останувате понатаму со програмата на Утринска на Телма.